втора година како работиме како општински младински центар и мислам дека освртот на младите кои што доаѓаат во овој младински центар е на задоволително ниво, бидејќи од претходната година според извештајот имаме над 500 различни млади кои што доаѓаат на различни активности, кои што ги имаме предвидено во програмата со која што имаме и аплицирано во општина Куманово. Програмата би сакала само да напоменам дека не е подготвена само од нас, од ЦИТ, туку во програмата се вклучени младите при подготовка, така да тие активности и идеи кои што ги имаме во самата програма се дојдени од страна на младите, тие што сакаат да го прават во нашиот град. Имаме различни работилници на различни теми, најпопуларна во последно време е работилници за ментално здравје, имаме работилници каде што нешто би можеле рачно да изработиме, имаме пинг-понг настани, имаме филмски вечери кои што исто така многу ги сакаат младите и ова лето организиравме и на отворено 2 филмски настани кои што заедно во соработка со Црвен крст ги направивме. Потоа имаме и различни посети од млади кои што се надвор од Македонија, односно младински размени, каде што младите од Куманово може да запознаат и пријатели не само од тука, туку и надвор од Македонија и да го вежбаат, да кажеме, нивниот англиски јазик. Оние кои што еднаш ќе дојдат пак. Мислам дека процесот еднаш да ги поканиме да дојдат е малку потежок, бидејќи според локацијата каде што се наоѓаме не е многу блиска за младите, бидејќи не е блиску до центар и би требало можеби да дадат повеќе пари за такси да дојдат до тука, но мислам дека кога еднаш веќе успееме да ги поканеме тука да дојдат да бидат дел од овие активности, тие ќе дојдат пак, бидејќи сепак е нешто интересно, нешто добро за нив, каде што тие ќе градат различни вештини, ќе учат нови работи кои што сепак се неформално образование и ќе им бидат потребни за понатаму во животот. На прво барање е дека на Куманово му недостасува кино и претходната година во склоп на еден проект имавме иницијатива за отварање на алтернативно кино, односно од општина да побараме простор кој што минимално еднаш месечно ќе го користиме за кино. Се направи петиција, се собра над 2000 потписи кои што беа доставени до Советот на општина Куманово и сега сме во процес да чекаме да видиме што ќе се случи, но исто така ги сакаат тематските работилници кои што ги правиме, бидејќи сепак се теми кои што ги интересираат нив, ќе научат нешто повеќе и мислам дека тој дел им доаѓа супер на нив, но сепак не би ги издвоила и спортските настани кои што ги организираме, бидејќи сепак тоа е за нивно добро, за нивното добро здравје и тие сепак учествуваат со надпреварувачки дух, но сепак се и дружат. За 11 ноември организиравме по 6-та година трката Born to Run, која што традиционално секоја година организираме во ноември. Ова година се падна баш за празникот денот на Куманово, така да имавме околу 300 луѓе кои што учествуваа не само од Куманово, туку од Македонија и надвор од Македонија. Имавме и волонтери, локални волонтери кои што ни помагаа и мислам дека оваа традиција ќе остане и за понатаму, за да имаме и 10 и 20 година, бидејќи сепак е нешто убаво што се случува во нашиот град.